Денеска е 26 април, ден кога се одбележува Светскиот ден на интелектуалната сопственост. Но колку кај нас се афирмирани правата од интелектуална сопственост, што значат авторските права и се она што е поврзано за оваа тема, утрово дознаваме од колешката Оливера Михајловска и од нејзината гостинка, кои што моментално се наоѓаат на широк сокак. Добро утро и за вас, дали се слушаме? Добро утро, Бети, како си? Се надевам дека во студиото ти е потопло, бидејќи овде на широк сокак во срцето на градот на вистина е прилично студено, иако се приближуваме, нели, дури календарски кон пролетта. Со мене овдека е Сибела Алимовска од 22 Нентори. Сибела, добро утро. Добро утро и ви благодарам што сум дел од вашата програма денес. Имам едно прашање до тебе во смисла како Сдруженијето 22 Нентори го одбележува Светскиот ден на книгата и авторството. 23 април, Светски ден на книгата и авторското право, Сдруженијето имаше привлика да ги промовира учениците од Основното училиште Гоце Делчев со театарска представа посветена на животот и делото на сестрите Севасти Парашкеви Киријази во формирањето на првото албанско училиште во Корча во 1887 година. Значи, представата беше одиграна во малата сала во Центарот на културата во Битола. Значи, имавме голема екипа која што работеше на самата представа. Кога станува збор за авторското право, што всушност тоа означува? Нели таа интелектуална собственост, авторското право, се знае ли кај нас во, не само во Битола и во земјава конкретно за ваквото право? Јас пред се би сакала да напоменам дека денес е 26 април, ден на интелектуалната способност. Значи, авторското право представува право кое што му се признава на авторите, уметниците и другите творци со цел за заштита на нивната книжевна и со цел на нивната заштита на нивните уметнички книжевни творби. Значи, авторот е тој кој што има ексклузивно право на неговото дело и тој одлучува дали неговото дело ќе се употребува или ќе се забрани. Така. Како се поставени законите кога станува збор за авторот и неговото оригинално дело? Значи, во Република Македонија имаме закон за заштита на авторското право. Значи, тука се тие правни одредби кои што значи го заштитуваат правото на секое дело кој што произлегува од еден творец. А како се регулира авторското право? Нели ги споменавме законите, меѓутоа колку знаат луѓето за авторското право и дека треба да се го заштитат она што произлегло од нив? Апсолутно дека се доволно информирани, затоа што тука веќе и Агенцијата за заштита на авторското право, кое што врши правно толкување на сите одредби од законот, така да и истовремено значи действува на тој начин што дава прашања значи за заштитата на авторското право на сите оние автори, творци и уметници кои што прават лични дела. Има ли бенефит од авторското право, посебно кога станува збор за младите лица? Апсолутно да. Значи, има доста бенефици, само треба да има доволна желба да се твори во нашето општество. Можеш ли да ми кажеш дел од тие бенефиции кога станува збор за авторското право? Значи ли тука некоја финансиска поддршка може? Апсолутно да. Значи, само замислете приказната Хари Потер. Значи, колкава е милионската публика која што ја освои. Значи, тука не само што заработи авторот на тоа дело. Замислете колку души беа вклучени во тој проект. Дури и оние атрактивни локации на филмот Хари Потер кои што се снимија, колку туристи привлекоа, што мислам дека е една добра порака за нашите автори, не само да ги пишуваат нивните дела и да останат во книжевна форма, меѓутоа да си ги освежат со тоа што ќе имат соработка, дали биле тоа продуценти, автори, режисери, значи би им советувала да ја следат приказната на Хари Потер. Може ли збор два околу работата на агенцијата? Значи, агенцијата веќе 50 години кај што работи во територијата на Република Македонија, како што и кажав и претходно и сега, значи таа ги толкува одредбите на законот за авторско право, за заштита на авторското право и другите собствености во Република Македонија, со тоа што и прегеска напоменувам и сега, значи им дава одговор на сите оние прашања кои што се во интерес на авторот на едно дело.
Ќе се надоврзам нешто од лична природа или така да се изразам. Јас како новинар пишувам текстови, меѓутоа доколку моите текстови не се заштитени како авторско дело, бидејќи новинарскиот текст представува авторско дело, што во тој случај кога некој мојот текст ќе го преземе? Значи секако за тоа постои, значи таа одговорност за лицето кое што врши неовластено прикажување на вашиот дел, затоа што сепак тоа е ваше авторско право. Сибила, јас ти благодарам. Бети, дали може би имаш некое прашање до мојата гостинка ова утро? Јас ви благодарам и на двете за овие исцрпни одговори, а со оглед на тоа дека ви студи ќе ве ослободам и ние ќе продолжиме од овде, каде што во студиото навистина ни е топло и ни е удобно.